Од почетокот на 1908 година, состојбите во Македонија ги најавиле драматичните промени во османлиската држава. Европските големи сили, реформаторки, покажале дека за нив реформите во Македонија биле само средство за одржување на статус-кво, а не за разрешување на македонското прашање. Го толерирале действувањето и на вооруженици, формации на бугари, грци и срби, и со тоа и нивните територијални претензии во Македонија. Руската дипломатија по Илинденското востание продолжила активно да работи на сојузување на балканските држави. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que, sans être vraiment belle, elle avait je ne sais quoi. Франција го поддржала дејствувањето на младотурската организација Обединување и напредок со центар во Париз и разграноци во други европски градови за зачувување на територијалниот интегритет на османлиската држава на Балканот. На младотурската организација и било повеќе од јасно дека тоа можело да се обезбеди единствено со задржување на Македонија. Во 1907 на Конгресот во Париз организацијата одлучила да се интензивираат подготовките за насилно преземање на власта. Целата енергија била ангажирана на организирање на командниот кадар на војската стационирана во Македонија. Велика Британија иницирала спроведување ефективни реформи и функционална автономија на Македонија. За Русија, британскиот предлог не бил прифатлив. На состанокот во Ревел на императорите на Велика Британија и на Русија, британскиот предлог бил суштински изменет, пошто била усвоена само изменетата варијанта на постојната програма без битни измени. Тоа веднаш и било соопштено на владата на Австро-Унгарија. На 2 јули 1908 владата на Русија ја известила владата на Австро-Унгарија дека ја потврдува својата целосна согласност за непроменливост на нивните ставови за потребата од одржување на постојното статус-кво на Балканот, односно во Македонија, со напомена дека ќе се одржува толку долго колку што го дозволуваат тоа приликите. Руската влада предлага да се разговара и за можен договор меѓу двете страни за тоа како да им се парира на евентуалностите што би можеле да настанат на Балканскиот полуостров и за согласност да се договорат на експлицитен начин постојниот статус-кво да вклучува и поврзување на отоманските железници во Македонија со тие во Босна преку санџакот Нови Пазар. На 24 јули започнала побуната на војската во Македонија, со што бил означен почетокот на младотурскиот воен државен удар за отстранување на апсолутистичкиот режим и за реформирање на државата за обезбедување на територијалната целост. Драматичните настани во Македонија се случиле во време кога единствената македонска револуционерна организација по 1,5 деценија со фракционерска поделба престанала да постои. Одцепената фракција на почетокот на 1908 свикала Собир. Собирот, одржан од 5 до 15 март 1908 во село Жабокрт, Ќустендилско, се прогласил за втор општ конгрес на ВМРО. Конгресот избрал Централен комитет во состав Петко Пенчев, Ефрем Чучков и Павел Христов и задгранично представништво во состав Христо Матов, Апостол Димитров и Михаил Дорев. Од повидните личности во надворешната организација биле уште доктор Христо Татарчев и Христо Силјанов и бугаринот Пео Јаворов. Конгресот одлучил организацијата да действува од територијата на Бугарија со поддршка на бугарската држава за остварување на ослободување и соединување на Македонија со Бугарија. Таа надворешна организација под присвоено име ВМРО на Бугарија и признала право да го представува и заштитува бугарското население во османлиската држава, следствено и во Македонија. Конгресот и го признава на бугарската држава природното право да се грижи за судбината на своите сонародници во Турција.
Бугарија била повикана да го решава македонското прашање како бугарско државно прашање, како прашање на ослободување и обединување на бугарски земји. По младотурскиот државен преврат и објавувањето воведување уставен парламентарен систем, општа амнестија и ослободување на политичките затвореници, организацијата зазела став на исчекување. Набргу потоа, Христо Матов со следбениците се вратил во Македонија, каде со сестрана поддршка на бугарската држава и со активно учество на екзархискиот апарат, формирале легална политичка организација под име Сојуз на бугарските конституциони клубови. Српската четничка организација Српска одбрана се легализирала и продолжила да настапува како српска политичка организација. Се легализирале и грчките вооружени чети, составени од грци, од Грција и од Крит, и се повлекле од Македонија. Македонските револуционери, следбеници на делото на единствената автентична внатрешна револуционерна организација, доследни на определбата за одбрана на самостојноста и независноста, на територијалниот интегритет на организационата територија, односно на Македонија, победата на младотурците ја прифатиле како трајно ослободување од апсолутизмот, почеток на радикални промени и на демократизација на државата, а со тоа и услови за политичко решавање на македонското прашање. Вооружените чети на организацијата се легализирале, свечено пречекувани во македонските градови. Младотурскиот водач Енвер Бег на 29 јули на Народниот собир во Солун побарал од владите на европските големи сили од Македонија да ги повлечат своите цивилни и воени представници за спроведување реформи. Јане Сандански, Христо Чернопеев и другите истакнати револуционери почнале политичка акција за афирмирање на прогласените промени и општо единство. На повикот на Младотурскиот комитет, Сандански пристигнал во Солун на 30 јули свечено пречекан од маса граѓани, македонци, турци, грци и други, како и од водечките личности на комитетот, Енвер Бег, Мустафа Кемал, подоцна Ататурк и други. На 31 јули 1908 објавил манифест со повик за збратимување на народите и националностите во државата. По тој повод и во грчкиот печат пишува дека Сандански и другите македонски револуционери немале врски со Бугарија, биле за помирување и соработка и со елините, искрено се бореле за слободата на Македонија. Лично тој очекувал дека со смената на режимот се ставало крај на мешањето на надворешните фактори во внатрешните работи на државата и на територијалните претензии на балканските држави во Македонија. Во интервју дадено на Бранислав Нушич, објавено во белградскиот весник Политика на 3 август, изјавил дека во Македонија и на Србија и на Бугарија главната цел не им беше слободата на овој народ, туку проширување на нивните држави. По овие настани тие ќе си останат таму каде што се, а ние тука ќе ја градиме нашата татковина. Во Бугарија не смеам да одам, но и не ми треба. Тука е мојата татковина. Солун, Сандански водел преговори со Младотурскиот комитет како самостоен политички и војнички фактор, самостојна страна за условите за легализирање на револуционерната организација во Серскиот округ. Во преговорите била постигната согласност организацијата да продолжи со легална дејност со зачувување на целокупната своја структура, вклучително и вооружувањето и борбената подготвеност и мобилност на четите и на селската милиција за обезбедување заштита од недоразвластените структури на апсолутистичкиот режим и за спречување на терористички акции на вооружените чети на пропагандите на соседните држави. Раководните лица и војводите продолжиле со натамошна обука на селската милиција за одржување борбена подготвеност и мобилност на сите своји сили. Младотурскиот комитет на тоа гледал само како на краткотрајна привремена состојба за да се избегне оружен конфликт во критичниот момент по преземањето на власта. Веднаш по зацврстувањето на позициите во државата предупредил дека нема да толерира организацијата да продолжи да настапува како револуционерна со своја вооружена сила.
Печатот пишувал за обезбедена слобода и еднаквост за сите во отоманската држава и повикувал натаму да не се толерира постоењето на револуционерната организација. По дадената поддршка на младотурците во очекување да се случат револуционерни промени во економскиот систем и во политичкото уредување, во тие рамки и во статусот на Македонија и на другите провинции во државата, македонските револуционери немале друг избор освен да ја распуштат воената организација, четите и селската милиција и да се организираат за политичко дејствување. Започнале активностите за обединување на сили на автентичната македонска револуционерна организација во единствена политичка организација. Во Солун на 21 август 1908 се одржала конференција на представници на трите окрузи на внатрешната револуционерна организација – Солунскиот, Серскиот и Струмичкиот округ. Учествувале Јане Сандански, Пере Тошев, Димитар Влахов, Христо Чернопеев, Димитар Мирчев, Димо Хаджидимов, Христо Јанков и други. На конференцијата било одлучено дека револуционерната организација во новите услови во државата продолжува легално политички да дејствува за остварување на програмската цел – автономија на Македонија во отоманската држава под име Македонско-Одринска револуционерна организација МОРО. Бил заземен став дека во услови на легалност и уставен парламентаризам станало непотребно во името на организацијата да се задржи префиксот внатрешна. Конференцијата усвоила нацрт на програмата на организацијата и декларација за политичко дејствување. Од декларацијата, со оглед на тоа дека до овој момент во империјата се постигнати првите и најелементарни услови за легални политички акции, борбата на организацијата ќе се појавува исто така во легална форма без да посегнува кон оружје. Но за да не се смисли дека организацијата со тој акт сосема го менува својот карактер на вооружена сила, изјавува дека оружјето не е положено и дека во секој момент е готова да го земе во рака и да ја продолжи борбата во соодветните илегални форми. На парламентарните избори за пратеник од Солунскиот округ бил избран членот на раководството на МОРО Димитар Влахов. За пратеници биле избрани уште Панчо Дорев од Битолскиот, Тодор Павлов од Скопскиот и Христо Далчев од Серскиот округ. Продолжиле подготовките за организационо изградување на легалната политичка организација. Раководството на Солунскиот окружен комитет било ополномоштено да организира одржување на општ конгрес за обединување на внатрешните сили од цела Македонија во единствена независна политичка организација. Со атентат врз Сандански, извршен од терористи на опонентската поранешна ВМРО на 24 септември 1908 година, во кој Сандански бил ранет, а двајцата негови приврзаници што го придружувале убиени, било спречено одржувањето на конгресот и обединувањето на македонските револуционерни сили на автентичната внатрешна револуционерна организација. Во јануари 1909 започнале подготовки за организирање на политичка партија. Активностите за формирање на организациони јадра во внатрешноста на Македонија биле запрени со новите драматични случувања во државата. Имено во април 1909 во Цариград бил извршен преврат за отстранување на младотурците од власта. Македонските револуционери одново се нашле во позиција со оружје да се борат во случајот за одбрана на младотурската власт, а со тоа и на уставот и на парламентарното уредување на отоманската држава. Младотурскиот комитет упатил повик до Јане Сандански и до другите македонски револуционери во Скопје, Петар Попарсов, Александар Мартулков и Јордан Шурков, што повеќе чети да и се придружат на војската во походот на Цариград. Веднаш биле реактивирани вооружените сили на организацијата. Јане Сандански, Христо Чернопеев и Тодор Паница со одредите и други македонски доброволечки чети се придружиле на редовната војска и на муслиманските доброволци, концентрирани во Чаталџа за напад на Цариград. По жестоки борби на 24 април 1909 Цариград бил преземен. Султанот Абдул Хамид бил отстранет, а на престолот за султан бил поставен Мехмет Решат Петти.
Придонесот на македонските револуционерни сили за одбрана на парламентарното уредување е евидентен и признаен. По воспоставувањето на младотурската власт во Цариград, вооружените чети биле распуштени, но продолжиле политичките активности за создавање на политичка партија. До летото биле формирани местни организации во внатрешноста на Македонија. Основачкиот конгрес на Народната федеративна партија се одржал во Солун во август 1909 година со учество на 32 делегати. Конгресот усвоил правилник и програма и ги избрал органите на партијата. Совет на партијата, во кој што бил член и Јане Сандански, и Централно биро со председател Димитар Влахов. Во програмата за цел на политичкото дејствување, партијата ги прифатила целите утврдени со програмата на МОРО. Остварување на демократско парламентарно уредување, целосна слобода на говорот и печатот, народниот суверенитет, децентрализација и областно уредување во државата, самостојност на самоуправните области, провинциите, воводењето внатрешна автономна работа. Програмските барања на партијата во парламентот ги застапувал водечкиот партиски функционер Димитар Влахов. Сандански верувал дека ќе продолжи процесот на демократизација во државата и политичко разрешување на македонското прашање со создавање од Македонија автономна провинција. Сандански, во изјава на рускиот новинар Василий Водовазов, дописник од Софија: ние треба да работиме како граѓани на Конституционата Отоманска империја во нејзините граници, откажувајќи се од политичка стремеж за одделување на Македонија, да создадеме автономна провинција во рамките на империјата. Младотурската власт, немоќна да ги разрешува сложените внатрешни прашања, особено нерешените национални прашања, есента 1909 дефинитивно се откажала од прокламираните демократски принципи за управување. Се определила со рестриктивно законодавство и со насилна отоманизација да ја брани и одбрани територијалната целост на државата. Во јули, август и септември 1909 биле донесени закони за печатот, за штрајковите, за здруженијата и за четите во румелиските вилаети. Последниот закон се однесувал на одржувањето на безбедноста во Македонија. Со законот за печат била воведена најстрога цензура на политичкиот печат. Со законот за здруженијата се забранувало постоење на национални политички здруженија, организации и партии. Под ударот на законот, дејствувањето го запрел и Сојузот на бугарските конституциони клубови, кој се самораспуштил. По донесувањето на законот за разоружување на населението, а во декември 1909 и на посебен акт за поништување на општата амнестија за гонење на македонските револуционери, војводи и комити, во Македонија бил воведен режим на вонредна состојба. Во 1910 бил донесен и посебен закон со кој се ограничувале собирите. Народната федеративна партија била немоќна со политичко дејствување да влијае на запирањето на влошувањето на состојбите, а уште помалку да ги остварува поставените програмски цели. Во раководството дошло до поделби на две фракции, едната социјалдемократска, предводена од Димитар Влахов, а другата граѓанска, предводена од Јане Сандански. Се разидувале за клучните прашања, тактиката за политичко дејствување и ставот спрема владеачката младотурска партија. Принципиелните, а особено идеолошките разлики довеле и до лична нетрпеливост меѓу Влахов и Сандански. Сандански бил маргинализиран од мнозинството во Централното биро, предводено од Влахов. Внатрешните поделби се прошириле. Во јануари 1910 Христо Чернопеев со своите следбеници ја напуштил партијата и преминал во илегалство, а потоа заминал за Бугарија. Кризата во НФП кулминирала со одлуката на Централното биро за исклучување на Сандански од партијата. Сандански и неговите следбеници ја напуштиле партијата. Санданистите ја оспориле легитимноста на раководството на НФП. Раководството пак, предводено од Влахов, не успеало во обидот за организирање и одржување на вонреден партиски конгрес. Пролетта 1910 санданистите од НФП одржале конгрес. Им се придружил и Христо Татарчев.
Учествувале 29 делегати од Солун, Серес, Драма, Мелник, Разлог, Неврокоп, Горна Џумеја и од Тиквеш. На конгресот било обвинето тогашното Централно биро дека ги изневерило програмските барања и со својата политика го доведувало во прашање и опстанокот на партијата. Младотурската власт била обвината за спроведуваната политика во Македонија, а особено за населувањето на муслиманите мухаџири и за законот за четите. Со таа своја политика, владата го присилувала населението да се вооружува, да се фати за оружје и да формира чети. Конгресот ги осудил и црковните институции во Македонија, бугарската екзархија и грчката цариградска патриаршија за асимилирање на македонското население под нивна црковна власт. Конгресот го разрешил Централното биро и избрал ново во состав доктор Христо Татарчев, Александар Бујнов, Димитар Мирасчиев, Таско Спасов Серски и Чудомир Кантарџиев под председателство на Татарчев. Конгресот ги прифатил без измени програмата и правилникот на партијата. Расцепот бил целосен и траен. Раководството, предводено од Димитар Влахов, по неуспехот да организира втор редовен конгрес за консолидирање на својата позиција, летото 1910-та ја запрело активноста. Влахов преминал во Солунската социјалистичка федерација и како експонирана личност продолжил со политичка активност. Раководството на НФП продолжило со осуда на теророт и на насилствата над македонското население при спроведувањето на акциите за одземање на оружјето. На почетокот на септември 1910-та Централното биро издало мемоар за ситуацијата во Македонија. После тоа, други акции не се посведочени. Младотурскиот режим го оневозможил на тамошното политичко дејствување на НФП. Сандански ја напуштил македонската јавна политичка сцена. Со своите следбеници се повлекол во Серскиот округ. Оттаму со загриженост ги следал внатрешните случувања и надворешната политичка ситуација. По законската забрана на политички партии под друго национално име, група македонски граѓански интелектуалци на иницијатива на пратеникот Тодор Павлов во 1911 година основала Отоманска партија. Основачкиот состанок се одржал кон средината на јуни 1911 во Битола. За цел на политичкото дејствување објавиле зачувување на територијалната неделивост на Отоманската држава, а со тоа и на целоста на Македонија. Основачи биле Павлов, Рбев, Робев, Бомболов, Кецкаров, Развигоров, Ризов, Чочков, Бадев и други. Во услови на крајно влошена внатрешна состојба во Македонија, партијата, ориентирана кон ограничена социјална база, не била прифатена. Не создала потребна организациона структура за активна политичка дејност, па набргу по основањето престанала да постои. Со зголемувањето на опасноста од војна, младотурскиот режим продолжувал во собирање на оружјето од населението во Македонија со крајна жестокост. Покажал на дело дека слободарските и демократски пароли биле средство за добивање на сојузници само за отстранување на султанскиот апсолутизам и одбрана на територијалната целост на државата, но не и нејзино реформирање, реално демократизирање, промена на третманот и статусот на провинциите, а во прв ред на Македонија, со децентрализација и федерализација. За разбивање на компактноста на македонското население, младотурскиот режим за сето тоа време во Македонија населувал колонисти мухаџири, муслимански преселници од Босна и Херцеговина, по анексијата од Австро-Унгарија во 1908. Македонското население, тероризирано и ограбувано, било присилувано да бега од своите домови. Војводите Христо Чернопеев, Апостол Петков и други се присоединиле кон тукушто активираната од Бугарија внатрешна македонско-одринска револуционерна организација под водство на Тодор Александров да подготви ситуација за предизвикување војна. По неуспехот по парламентарен пат да се издействуваат реализирање на она што беше поставено како крајна цел на ослободително дело
прво автономија во рамките на Османлиска држава, а потоа и ова самостојна држава, се покажа дека беше нереални тие очекувања. Сантанистите, така да ги крчеме, македонските револуциони се повлекоа во Српскиот округ, додека 10-та година пак оние сили кои ще беа организирани во рамките на бугарските конституциони клубови ја обнови револуционерната организација под старото име ВМОРО и начало со Тодор Александров и Протугеров и веќе започна од тогаш и со организирани акции. За да се со тие очекува дека не може да се реши прашањето во рамките на Османлиската држава, треба да продолжи оружената борба, а за да се самостојно бидејќи не може, организацијата да ја доведе до слободно до успешно завршување со самостојна оружена борба, тие сметат дека треба да се предизвика војна, замешување, влегување на Бугарија во војната и на тој начин да се решава македонското прашање и започна редица атентати кои беа извршувани на територијата на Македонија и се создаде навистина една неодржива состојба. Ете, таа состојба ја користеа, да речеме, србите и бугарите, владите на србите и бугарите и владетелите, и веќе во февруари 1912 година успеа да се договорат и го подпишаат тој познатиот договор за сојуз, српско-бугарски договор за сојуз или бугарско-српски договор за сојуз, со една, така да речеме, вешката така условно речена стратегија за надвршна политичка пропаганда и за пропаганда во сопствените држави. Во 1910-та биле реактивирани акциите и на вооружените чети на Српската четничка организација во северниот и северозападниот дел на Македонија, а и на грчките андартски чети во јужниот дел, вооружувани и финансирани од владите за омеѓување на териториите кон кои тие претендирале. Српски чети, предводени од српските војводи Василије Трбиć, Јован Бабунски, Дане Стојановиќ, Коста Пеќанац, Петко Илиć и други, се движеле во Кумановско и во Велешко, Азот, Прилепско и во Порече. Со четите раководел четнички горски штаб под команда на капетанот на српската војска Неделјковиќ. Четничките војводи за сето тоа време добивале оружје и плата од Србија. По засилувањето на акциите на војската и на жандармеријата за разоружување, како и на теророт на муслиманските вооружени банди, поддржувани од режимските власти за тероризирање и деморализирање на македонското население, во Серскиот округ Јане Сандански и неговите следбеници одново го земале оружјето за одбрана и за спречување на вооружените чети од Бугарија. Вооружени чети од Бугарија од есента 1910-та навлегувале во источниот дел на Македонија во се поголем број. Побројни биле диверзиите и бомбашките атентати со трагични последици за македонскиот народ. Прогонот на властите и теророт на муслиманските и вооружените чети на пропагандите присилиле селски војводи, учесници во Илинденското востание и во поилинденските борби во Прилепско, Кичевско, Охридско, Струмичко и во другите делови одново да се активираат. Формирале и вооружени чети за одбрана на населението. Местните селски чети действувале во својот реон самостојно, без меѓусебна координација, без единствено раководство. Нивниот број со време се зголемил, а со тоа и македонскиот отпор. Со засилувањето на действувањето на вооружените чети од Бугарија, од Србија и од Грција, станувало се поизвестно дека се подготвува војна за Македонија, односно за нејзина поделба. Во март 1911-та пратеникот од Битола Панче Дорев му предал на председателот на Отоманскиот парламент интерпелација со барање за преземање ефикасни мерки за спречување на влегувањето на вооружените чети на ВМРО на Тодор Александров од Бугарија, од кој страдало населението во многу села. Дорев укажал дека извршуваните акции биле во спротивност со меѓународното право и хуманост. Тој го повикал Министерството за надворешни работи да протестира кај бугарската влада, а прашањето на оружената четничка агресија во Македонија да го постави пред владите на европските големи сили. На 31 октомври Централниот комитет на ВМРО издал на француски јазик
мемоар кој бил предаден на дипломатските представници на европските големи сили, во кој објавил дека организацијата ја продолжува оружената борба во Македонија. Организацијата на Тодор Александров, која действувала од надвор, од територијата на Бугарија, не била прифаќана и прифатена од македонското население во реонот на извршувањето на атентатите, по кои тоа било подложувано на жесток терор и насилство. Незините чети за време на привременото престојување за извршување на акциите до поновното враќање на бугарската територија се одржувале со принуди и жестоко казнување за недавање помош. Навлегувањето на вооружените чети од Бугарија се засилило со присоединување и на вооружени чети на следбениците на поранешниот врховен комитет под раководство на подполковникот на бугарската војска Стефан Николов. Тие чети навлегле во Петричко, Струмичко и во Малешевско. Со нивното навлегување се зголемил и отпорот. Пред крајот на декември 1911 година му бил испратен протестен манифест на водачот на организацијата Тодор Александров од името на населението од Скопската, Кумановската, Картовската, Кочанската и Штипската околија со барање за запирање на атентатите во Македонија. Во октомври 1911-та, по започнувањето на војната со Италија, младотурскиот режим завел вонредна состојба, пошто следувало бројно зајакнување на силите за одржување на внатрешната безбедност во Македонија. Се смета дека на почетокот на 1912-та на територијата на Македонија биле концентрирани жандармериски сили од околу 20.000 жандарми. За сето тоа време, надворешната констелација за решавање на македонското прашање станувала се понеповолна. Бугарија, поддржувана од Русија, на 5 октомври 1908 прогласила независност, истовремено со прогласувањето анексија на Босна и Херцеговина од Австро-Унгарија. На 7 октомври, српската влада протестирала кај владите на европските големи сили, подписнички на Берлинскиот договор за анексијата на Босна и Херцеговина. Започнало усогласување на интересите и создавање на билатерални и трилатерални сојузи. На 24 октомври 1908 Србија и Црнагора склучиле таен договор за сојуз. Младотурскиот режим сметал дека таквата ситуација погодувала да си обезбеди сојузништво на тие две држави. Веднаш бил заклучен и троен таен договор за сојуз меѓу Србија, Црнагора и Отоманската држава за взаемно гарантирање на територијалниот интегритет, враќање на Босна и Херцеговина под суверенитетот на султанот и одбрана на Македонија од која било држава. За војна против Австро-Унгарија договориле да мобилизираат армиски сили од вкупно 500.000 луѓе. Отоманската држава 250.000, Србија 200.000 и Црнагора 50.000. За Србија и Црнагора сојузувањето со Отоманската држава било само во функција да се изврши притисок врз Бугарија да прифати спогодување за поделба на Македонија. Бргу се покажало дека тројниот договор немал практична вредност. Отоманската држава, присилена од другите европски големи сили, се откажала од суверенитет над Босна и Херцеговина со компензација од Австро-Унгарија од 2,5 милиони златни турски лири. На 31 март 1909 и владата на Србија исто така присилена ја прифатила анексијата. Со тоа, европските големи сили привремено спречиле кризата да прерасне во војна во која и тие би биле вовлечени, зашто не биле подготвени. На 3 март 1909 владите на Русија и на Отоманската држава подпишале протокол со кој Русија презела да ги исплати сите долгови на Бугарија произлезени од прогласувањето на државна независност. На 19 април владите на Отоманската држава и на Бугарија подпишале протокол за независност на Бугарија, пошто истиот ден Русија, Велика Британија и Франција, а на 27 април и Германија ја признале државната независност на Бугарија. Есента 1909 биле водени српско-бугарски прелиминарни преговори за сојуз. За да го спречи нивното сојузување, владата на Отоманската држава иницирала преговори за долгорочен сојуз со Бугарија. Бугарската влада не се впуштила во преговори, решена прашањето на Македонија да го решава со војна. Руската дипломатија продолжила да работи на неутрализирање на Австро-Унгарија и на Италија, двете европски големи сили посебно заинтересирани за Балканот.
На 24. октомври 1909 Русија и Италија подпишале таен договор за одбрана на територијалното статус-кво на Балканот со заедничка воена интервенција против Австро-Унгарија. Тоа Италија го искористила да изврши силен притисок врз Австро-Унгарија. На 15 декември Италија и Австро-Унгарија склучиле договор за усогласена политика на Балканот. Руската дипломатија пак го засилила притисокот врз Бугарија и врз Србија за сојузување за одбрана од Австро-Унгарија. Во почетокот на 1910-та договарала прво со бугарскиот владетел Фердинанд, а потоа и со српскиот крал Петар, при нивната посета на Петроград, создавање сојуз на православните балкански држави. Двата владетела потврдиле заинтересираност за создавање на таков сојуз, но не само за одбрана, туку и офанзивен сојуз за остварување на нивните големодржавни планови. Разоружувањето и распуштањето на нивните вооружени чети во Македонија од страна на младотурските власти во 1908 тие го примиле како силен удар врз претензиите кон Македонија. Со зачуваните легални црковни институции не можеле да сметаат на враќање на загубените позиции. За да спречат македонското прашање да добие легално политичко разрешување, од летото 1910 го реактивирале действувањето на нивните вооружени чети. Со оружени акции тие создавале конфликтна ситуација и подготвувале војна за освојување и поделба на Македонија и на другите балкански провинции на Отоманската држава. На тоа тие можеле да сметаат единствено сојузени. Пред крајот на годината Русија почнала операционализација на планот за сојузување на балканските држави. На 2 декември 1910 Русија со Црнагора подпишала воен договор со кој црногорската војска се ставила под руски патронат. Црнагора се обврзала на барање на Русија нејзината војска со сите своји сили да почне воени дејствија на Балканот. Воените дејства да ги води под оперативна команда на руски генерал во својство на началник на нејзиниот штаб. Србија, по признавањето на анексијата на Босна и Херцеговина, се ориентирала кон ширење на југ. Председателот на владата Никола Пашиć на земската конференција на својата радикална партија во 1911 дал ветување дека Србија ќе ги присоедини сите територии што српската војска ќе ги ослободи од Турција. Лазар Печу, висок функционер на партијата, изјавил дека националната мисија на Србија не завршувала со ослободувањето на Македонија. Српски вооружени чети, предводени од војводите Василije Трбиć, Јован Бабунски и Дане Стојановиќ, дејствувале во Велешко, Азот, Прилепско и Поречко. На 20 септември 1911 година во Белград српскиот министер за надворешни работи доктор Милован Миловановиќ и бугарскиот дипломат Димитар Ризов во својство на специјален пратеник воделе прелиминарни српско-бугарски преговори за создавање воен сојуз и поделба на Македонија. Двете страни биле решени на отстапки. Поделбата на Македонија ја договориле министерот Миловановиќ и председателот на бугарската влада Иван Гешов на 28 септември на средба во воз од Белград до Лаполо. Тогаш била постигната целосна согласност. Предстоело во почетокот на 1912 година составување на клаузулите и заклучување на договорот за сојуз.